Општина Газибаба објави јавен повик за доделување на финансиска поддршка на пензионери со ниски пензии од општина Газибаба. Потребните услови кои треба да ги исполнуваат пензионерите се следните: да бидат жители на општина Газибаба, да бидат приматели на старосна, семејна, инвалидска пензија или социјална пензија, корисници на правото на социјална сигурност, износот на пензијата која ја примаат да не биде повеќе од 23.000 денари. Во потребната документација за аплицирање на јавниот повик спаѓаат барања за доделување на финансиска поддршка на пензионери во социјален ризик, фотокопија од лична карта, фотокопија од трансакцијска сметка, чек од банка за примена последна пензија, за корисници на социјална пензија, потврда решение од надлежниот центар за социјални работи. Јавниот повик ќе се спроведува по принципот прв дојден, прв услужен, ќе трае од 6 до 20 мај, односно додека не се потрошат предвидените средства. За оваа намена општина Газибаба има определено 7.695.000 денари. Со света литургија по повод празникот посветен на заштитникот на општината Свети Ѓорѓиј Победоносец со молитва и во присуство на голем број верници, општина Кисела Вода започна со празнување на овој ден. Одбележувањето на Ѓурѓов ден представува значаен ден за сите нас, ден кога заеднички се навраќаме на традицијата, ги вреднуваме духовните вредности и истакнуваме посветеноста кон напредокот на нашата локална заедница. Свети Ѓорѓиј Победоносец како заштитник на општината е символ на храброст, на верба и снага, вредности што се вградени во нашиот општински идентитет и мисија, истакна градоначалникот на Кисела Вода Урце Ѓорѓиевски. Според некои легенди, оваа црква датира уште од времето на Јустинијан, односно од почетокот на 6 век. Мојот народ овој празник го прославува со огромна почит векови наназад. Според Библијата, светецот Ѓорѓиј Победоносец издржал најсурови мачења, но останал истраен во својата верба во Бога и никогаш не се откажал. Да останеме и ние да истраеме и да се сплотиме за да испишеме уште поубави поглавје во приказната за наша Кисела Вода, Скопје и Македонија. Да сте здрави и живи, нека овој ден дава радост и берикет во секој дом, напиша првиот човек на Кисела Вода на социјалните мрежи. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека во тек е јавниот повик за доделување субвенции во висина од 10.000 денари за полагање возачки испит на сите млади лица кои годинава ќе наполнат 18 години. Герасимовски потенцира дека полагањето возачки испит е задолжително за сите оние кои сакаат да управуваат со моторно возило, а општина Центар им помага на младите да се стекнат со теоретски и практични знаења за безбедно возење и едукација за сообраќајните правила од искусни инструктори. Безбедноста во сообраќајот почнува од знаењето и свесноста на секој поединец. Полагањето возачки испит не е само формалност. Тоа е обука која ги учи младите како да донесуваат правилни одлуки во движење, да ги почитуваат другите учесници, да реагираат смирено во секоја ситуација. Со оваа субвенција не само што ја олеснуваме финансиската бариера, туку вложуваме во совесни и едукативно подготвени возачи. Одговорното возење спасува живот и затоа секој млад човек кој сака да управува со возило треба да започне со квалитетна обука, истакна првиот човек на Центар. При аплицирање за субвенција, заинтересираните потребно е да достават барање за субвенција за полагање возачки испит Б категорија во автошколи на подрачјето на општина Центар, копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка, доказ за извршена уплата во автошкола и доказ дека автошколата е регистрирана на подрачјето на општина Центар. Барањата со комплетна документација се доставуваат во архивата на општината, барака 6 од 9 до 15 часот. По доставувањето на документите, подносителите ќе бидат известени за редниот број на поднесокот и субвенционирањето. Јавниот повик ќе трае се до исцрпување на средствата, односно до 31.12.2025 година. Правото на субвенција е еднократно. Во непосредна близина на Скопското кафуле што има изработен е мурал во чест на пејачот Андреј Ѓорѓиевски од групата ДНК, кој трагично го загуби животот во пожарот во Кочани. Идејата за муралот доаѓа од сопственикот на кафулето Дамијан Јордановски, кој на својот Инстаграм профил објави емотивна порака во која вели дека љубовта кон Андреј и неговата музика секојдневно ја пренесувал преку песните што се слушале во кафулето.
Тргнувајќи од себе, љубовта кон Андреј и Денка секојдневно ја пренесував низ нивните песни во кафулето. Толку ги слушав што почнаа да ми викаат: "Досаден си, Дамјан, да и смени", напиша тој на социјалните мрежи. Муралот ќе остане како символична и трајна почит кон пејачот, кој со своите песни ги обединуваше генерациите. Андреј ќе живее вечно, како низ песните, така и преку муралот, што ќе не потсетува на неговото дело и ќе ни буди добри спомени, порачува Дамјан. Општина Илинден континуирано се труди да го урбанизира и уреди јавниот простор во сите населени места. На тој начин се обезбедуваат модерно уредени урбани катчиња каде граѓаните можат да го поминуваат слободното време. Со таа цел започната и изградба на нов урбан парк со повеќе содржини во населеното место Марино, информираат од општината. Овој урбан парк ќе се наоѓа на потегот помеѓу улиците 531, 532 и 534. Запаѓа површина од околу 5600 метри квадратни. Во склоп на паркот, освен неопходното партнерно уредување, предвидено е поставување на улично осветлување, чешми, клупи, корпи за отпадоци, паркинг место, пешачки патеки и сервисна улица. Урбаниот парк ќе содржи зона со зелена површина, отворен плоштад за прошетка и колективни настани, централно поставена фонтана и жардинјери со цвеќиња, како и детско игралиште со реквизити во кое ќе можат да уживаат најмалите жители на општината. Увид во почетните фази на градбата изврши градоначалникот на општината Илинден Александар Ѓоргиевски, кој истакна дека урбанизацијата и просторното уредување се од особена важност за жителите на Илинден, да можат своето слободно време да го поминуваат во квалитетен, модерен и урбан простор за одмор и прошетка. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно